Словенските просветители, браќата Кирил и Методи, имаат извонредно и единствено историско и културолошко и епохално значење за Македонија, Европа и светот, изразено преку нивната просветителска мисија и создавање на првата словенска азбука глаголицата. Тие имаат исто така големо значење во делот на християнизацијата, описменувањето и користењето на словенскиот јазик во божјите служби. Во 9 век, во средниот век, кога новие простори постоела Византија, светите браќа Кирил и Методи ја создале словенската писменост, глаголицата с првото словенско писмо и на тој начин ги удриле темелите на словенската писменост на целото словенство. Многу важно за нас македонците е тоа што основата на овој јазик, старословенски јазик, првиот словенски, значи писмен, литературен, книжевен јазик, е тоа што основата е точно говорот на македонските Словени од околината на Солун и затоа можеме со гордост да кажеме дека овој јазик словенски има македонска дијалектна основа. По повод одбележувањето на денот на сесловенските просветители, честитки до граѓаните на Македонија упатија државниот врв и политичките партии, како и градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев. Свети Кирил и Методи се нашата историја, нашето битие, нашите корени и честувањето на тој празник за мене е посебен предизвик да пратиме една честитка до сите наши граѓани, да им го честитам тој светол празник, затоа што ако не беа Свети Кирил и Методи, ако не створеа писмо на кој пишуваат сите словенски народи, и ако не беше нивната големина, денеска ние немаше да бидеме овде и немаше да го имаме тоа што го имаме. Штип се смета за град каде е поставена основата на современото просветителство во Македонија, со учителската школа, која пред повеќе од половина век едуцираше околу 1700 учители од цела Македонија. Учителската школа, позната и како Штипска Сорбона, прерасна во педагошка академија и факултет за образовни науки.